Заев, Османи и Димитров утре патуваат за Софија, каде во последен очајнички обид ќе бараат Бугарија да ја дигне рампата за македонските евроинтеграции. Откако веќе јавно кажа дека не очекува до 22 месецов поместување на црвените линии на Бугарија, Заев сепак ќе оди на средби со тамошните челници да помоли за решение. Ако не сме успееле сега, имало неколку опции до крајот на годината. Ако се постигне решение, јуху, супер. Ако не се постигне, сигурно ќе е позитивен исчекор кон изнаоѓање на решение веднаш штом ќе се формира политичката влада. 6 октомври е закажан Европски совет за Западен Балкан во Словенија за време на словенското претседателство. Тоа е следна шанса. Прва шанса е сега на 22 кога е General Affair Council, а 24 и 25 има Европски совет. Јас разбирам дека и бракета понекогаш може да се скара. Но дефинитивно Бугарија е должна и треба да ја даде поддршката на Република Северна Македонија, затоа што само на тој начин нашето пријателство ќе расте. А лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски преку статус на Facebook прашува дали се подготвува ново предавство од квартетот Заев, Бучковски, Османи и Димитров утре во Бугарија. Овој квартет кој државата ја чини многу скапо ќе отпатува во Софија, каде се спремни да дадат бел лист хартија кој бугарските политичари треба да го натоварат со барања, исти онакви какви што се содржани во бугарската декларација со која се негира јазикот, идентитетот и историјата на Македонија. Овој квартет предводен од Зоран Заев ќе го прифати сето она што подоцна треба да се реализира со исчекување на новата влада во Бугарија. Загрозени се националните и државните интереси. Заев им дава поклон кој многу скапо ќе ја чини нашата држава. И додека Мицкоски предупредува на страшни сценарии, премиерот Заев дрско му возвраќа. Идентитетот не ни бил изгубен. Единствено бил изгубен првиот човек на ВМРО ДПМН. Исти такви обвинувања имаше дека преку Преспанскиот договор ќе го изгубиме идентитетот. Ќе прашам јавно, зарем може изгубен идентитет повторно да го изгубиме? Тој ниту бил изгубен, ниту ќе се изгуби. Изгубен е веројатно господинот Мицковски. И ако некој го пронајде, нека го врати во ВМРО ДПМН, ама не верувам дека и таму ќе има нешто од помош. Во очи на јунскиот самит на Унијата, на кој се очекува и одлуката за интеграциите на Македонија, официјална Софија ни оддалеку не најавува менување на цврстите позиции, ама премиерот Зоран Заев брои денови и полага оптимизам. Дел од документот на Бугарското собрание, за кој предупредува и опозицијата, со оспорување на генезата и посебноста на македонскиот јазик, ревизија на историјата и периодот на нашата антифашистичка борба, како и присвојување на важни личности од македонската историја како бугарски.